Целосно се изгаснати пожарите што во средата и четвртокот избувнаа на неколку локации во Рицко-планинскиот дел над Кочани. Со тоа отстранета е опасноста огнот да зафати куќи и други објекти во близина. Повлечени се припадниците на службите и граѓаните кои учествуваа во гаснењето, а откажана е и договорената интервенција на хеликоптерите на армијата на Република Македонија. По увидот што службите од локалната самоуправа на Кочани го направија на теренот, констатирано дека целосно е изгорена борова, багремова и друг вид шума на површина од над 150 хектари. Оправдана е загриженоста на кај граѓаните за опасноста што се закануваше, особено кај оние чии куќи беа во непосредна близина на линијата по која се ширеше огнот. Тоа над борчињата беше многу, по 20 метра, 30 борчињата, тоа беше катастрофа. Дека е ниско, да речеме, дека беше ниска травата, добро беше, ама борчињата кои ги зафане, тоа е пред 20 метра, 30 пламен. И тоа не се гаси. Па во 3 коси дојдов од работа, само чуреше таму горе. Толку за пола сат дојде огино до тука. Толку, од ветар. Тука живееме на 50 метра. Беше опасно највише у 3,5 сат, кога немаше никој. Беше стигнал пламено до фабриката за вода. Веќе имаше пристигнано пожарни од фабриката за вода, од хидраните приклучивме црева за да одбраниме фабриката да не запали она, затоа што ќе останеме цел град без вода по временски период дека се санира штетата. Одбранивме го тај, завртевме се на другата страна, на кај место викано пресечена скала. Таму имаше поголем пожар, таму отидевме таму да гасиме, веќе таму имаше на пожарна, пошто беше непристапен терен, но не можевме да стигнеме со пожарната да гасиме. Видевме нели дека не бива и побаравме помош од воздух да се гаси, бидејќи непристапен терен. Во гаснењето на пожарот до доцна во ноќта учествуваа екипи на територијалните противпожарни единици од Кочани, Штип, Виница и Македонска Каменица, како и вработени во јавното претпријатие Национални шуми, комуналното претпријатие Водовод, припадници на полицијата, на државни служби, местно население, а беше ангажиран и хеликоптер на армијата. Апелирам до сите граѓани да бидат исклучително внимателни, особено при движење во природа, да не палат оган по никоја цена, да не фрлат од пушоци од цигари кои што навидум се изгаснати, но после само неколку минути можат да предизвикат пожар со несогледливи последици, да бидат загубени човечки животи и огромни материјални добра, бидејќи штетите од пожарите се бројат во десетици милиони евра. Навистина се огромни, со тоа што ќе повторам се изложуваат на опасност и човечки животи. За среќа никој нема загинато и благодарение на брзите интервенции ние пред се ќе гледаме да нема настрадани луѓе. За жал ова сезону што сега можеме да прогнозираме дека ќе биде сезона на пожари, високите температури и сушија вегетацијата која што е лесно запалива. Како превентива од повторна појава на пожари на неколку локации околу Кочани, повремено ќе има дежурни екипи и цистерни на комуналното претпријатие Водовод, кои ќе интервенираат доколку повторно се јави потреба. Граначално ќе еве 7-8 часа по последното излегување на терен, повторно сме овде на местото каде што вчера работеа сите екипи за гаснење на пожарот, локализирани, односно изгаснати целосно. Ваш коментар, ваше видување на оваа состојба што еве може да се види и гледачите ќе ја гледат дека практично се е уништено 100%. Општина Кочани во изминатите 2 дена беше зафатени од силни пожари, од кои 2 беа карактеристични, едниот во делот на тркање, помеѓу тркање и бели, и додека другиот овде каде што сме во местноста пресечена скала, односно во потегот директно над северната страна на градот Кочани. Заедно со противпожарните единици од Кочани, Виница, Штип, Каменица, Проби Штип, противпожарната единица од Кочани интервенираше во гаснењето на овој голем пожар. И вчера, кога очекувавме дека веќе поголем дел од проблемите се решени, значи пожарот беше ставен под контрола, локализиран и изгаснен. Меѓутоа, во попладневите часови, односно околу пладне, негде околу 14, помеѓу 14 и 15 часот, повторно избувнува пожар, кој што помогна од силен ветер, неконтролиран ветер од сите правци,
пожарот се ширеше во различни правци, што навистина гаснењето го отежна, односно беше навистина многу тешко гаснењето на истиот. Од тие причини повикавме и место население, како што реков, противпожарните единици повторно беа овде, од Каменица, Виница, Пробиштип, Штип и секако нашата противпожарна единица, кои што навистина вложија максимум што може да се направи и да се локализира овој пожар. Исто така морам да истакнам дека овде беше и местното население кое масовно се вклучи, јавното предпријатие со голем дел од вработените и со целокупната механизација, национални шуми, дел од вработените од локалната самоуправа и навистина ова прилика ја користам да искажам огромна благодарност за сите кои што на било кој начин дадоа допринос во спречувањето на ширењето на овој пожар. Овде морам да истакнам дека Кочани навистина во изминатите 2 дена, како што реков, се соочуваше со силни пожари кои што, како што гледате, оставија позади нас една грда слика. Изгорена е покрај сувата трева, ниски грмушки и дел од боровата шума која е засадена пред повеќе од 30-40 години, што навистина е една недоместива загуба. За наша среќа немаме повредени лица, имаме само еден пожарникар кој се жалеше вчера во попладневните часови гушење. По пристигувањето во општата болница лицето е во сосема добра здравствена состојба, други проблеми немавме. За наша среќа немаме и други материјални штети во делот на зафаќање на стамбени објекти, што значи дека штетата се однесува исклучиво на опожарување на боровата шума, што беше еден убав зелен појас над нашиот град. Овде за одбележување да кажам дека Кочани во изминатите 2 дена исто така не беше сам. Тука со нас беа нашите пријатели кои помагаа, меѓутоа беа и сите оние кои што се јавија на телефонот кај мене и навистина понудија несебична поддршка во справувањето со ова огнена стихија. Благодарност до сите и секако благодарност и до кабинетот на претседателот на државата кој исто така излезе во пресред во обезбедување на воздухоплов кој помогна вчера во гаснењето на пожарот и благодарност до директорот на Центарот за управување на кризи кој што вчера морам да истакнам надвор од сите бирократски процедури за релативно кратко време обезбедија воздухоплов кој навистина многу помогна во спречувањето во ширењето на пожарот. Синоќе до доцните вечерни часови екипите на противпожарната единица и дел од местното население остана овде, се до локализирањето на пожарот и секако во текот на ноќта оставивме на критичните места да дежурат 2 големи противпожарни возила кои останаа статични на местата и секако во колку имаше потреба ќе се интервенираше повторно. За наша среќа направени се мали интервенции во текот на ноќта. Рано наутро, како што се договоривме заедно со командирите на противпожарната единица и со вработени од национални шуми, веќе рано се искоординиравме околу 5 часот и се договоривме денеска, бидејќи пожарот е целосно ставен под контрола, за да биде ликвидиран со луѓе кои ќе прават обиколка пешки околу целата оваа зона, целиот овој опфат, се со цел да сите и малите остатоци бидат целосно изгасени, бидејќи, како што сме сведоци, во овие денови имаме високи температури кои додатно ја усложнуваат целата оваа состојба и дека навистина е потребно крајно сериозно сите да пристапиме и да секое делче каде што има и мали шанси за потпалување да биде локализирано, односно да биде изгаснето се со цел да навистина ги намалиме шансите за повторно избухнување на пожар во овој дел каде што се наоѓаме сега. Исто така, покрај мојата благодарност до сите оние што дадоа допринос, посебна благодарност до моите сограѓани кои што навистина во голем број вчера излегоа на лице место и да дадат поддршка и помош
во гаснењето на пожарот. Го упатувам и мојот апел да до сите граѓани да бидеме во овие моменти навистина додатно вниматливи и предпазливи. Треба секогаш, меѓутоа ова се посебни моменти, бидејќи температурите се многу високи и дека навистина носиме сите одговорност во спречувањето или потпалувањето на вакви слични пожари. Се надевам дека граѓаните ќе сватат ова сериозна порака, значи не само пораката од мене, туку пораката која што е упати овој пожар, кој што позади нас остави еден пустош и една грда слика и која не верувам дека некој не е свесен за оно што му се случуваше на Кочани и дека сите заедно ќе дадеме допринос први да не се случуваат вакви појави, а секако сите заедно повторно ќе направиме напори да направиме зелен појас кој е навистина повеќе од потребен во заштита на човековата и животната средина. Општина Кочани го потпиша договорот со владата за финансиска поддршка од средствата добиени од турски ТАФ за аеродромот кај Штип, при што парите ќе бидат наменети за реконструкција на главниот потисен цевковод на градскиот водовод. Општината аплицираше со овој проект за кој доби 44 милиони и 500 илјади денари. Со неговата реализација ќе се отстранат проблемите во водоснабдувањето и ќе се намалат можностите за хаварија во системот. На свеченоста што се одржа во Скопје беше речено дека општина Кочани е влезена во третата група локални самоуправи за кои се обезбедени 22 милиони и 300 илјади евра, со кои ќе се реализираат 35 проекти во вкупно 32 општини во целата држава. Навистина задоволен сум од соработката со ТАФ Македонија и со соработката со сите општини кои аплицира за договорите. А плодот на ова трипартитно партнерство се вкупно 94 инфраструктурни проекти во вредност од 49,7 милиони евра, кои во наредниот период ќе се реализираат во целата земја. Во оваа група има и 7 проекти за водоснабдување, и тоа во Василево, каде ќе се гради систем за водоснабдување за селата Дукатино и Трибичино. Во Кочани ќе се врши изградба на дел од потисен цевковод до пумпна станица Грдовски Орман и до изливниот базен на препумпната станица од водоводниот систем на град Кочани. Со парите што се добиени од владата, се планира да се заменат 2250 метри на постојниот цевковод од бунарскиот систем Грдовски Орман, при што ќе се постават дуктилни цевки од лиено железо со пречник од 508 мм. Со реконструкцијата ќе се обезбеди поголема издржливост и долготрајност на системот, особено што токму делницата што поминува низ оризовите полиња е и неговата најслаба точка. Цевките на потисниот цевковод се стари повеќе од 40 години и потенцијално се подложени на пукање и загуба на големи количини вода. Со реконструкцијата, водовод ќе може да го обезбеди максималниот капацитет до потрошувачите од 280 литри вода во секунда. Градоначалникот на Кочани Николчо Илиев го посети новороденчето и неговата мајка, 52 годишната Лиљана Миткова од Кочани, која пред неколку дена се породи во болницата Мајка Тереза во Скопје. При тоа тој и честиташе на храброста и упорноста и истакна дека овој случај предизвикува општа радост меѓу граѓаните. Затоа сакаме да испратиме силна порака дека упорноста носи успех и дека секоја жена која сака да биде мајка треба да биде упорна, а резултатите ќе дојдат сами по себе. Заблагодарувајќи се за вниманието и поддршката, мајката Лиљана истакна дека таа и бебето се чувствуваат добро. Многу сум задоволна, искрено, тимски работат. Тоа немам збор, немам соодветен збор кој да го употребам за нив. За секоја мајка, што се одминати годините, не треба никогаш да се откажуват, треба само да бидат храбри и ако има да зацртана цел успехот е многу. Упорноста е мајка на успех. Да, и треба да се многу позитивни. Градоначалникот Илиев ја искористи и можноста да се сетне со директорот на специјалната болница за гинекологија и акушерство доктор Башким Исмаили и да се заблагодари за грижата и негата кон родилката од Кочани. Комуналното предпријатие Водовод ќе издвои пари од сопствената сметка за поправка на оштетената и набавка на нова изолација на дел од системот за геотермална вода на потегот од горни подлог до корисничките места во градот. Ваквите трошоци се дел од активностите за одржување и санирање на штетите на главниот цевковод,
што дополнително го оптовруваат буџетот на предпријатието. Со парите наменети за поправка треба да се обезбеди целосно нова термичка изолација на цевководот во должина од 2000 метри. Веќе е објавена тендерската постапка за избор на давател на услугата, од кого се бара да обезбеди материјали и да ја замени оштетената стаклена волна тервол со дебелина од 10 см, како и да обезбеди соодветна фолија што е отпорна на УВ зрачење. Според одговорните од водовод, оштетувањето на изолацијата на цевководот е поради влијание на временските услови, но и поради несовесната постапка што со години ја прават некои сограѓани. Иако повеќе пати имало апели и предупредувања да не се краде изолациониот лим, тоа остана без поголеми ефекти, па вработените во геотерма ќе мораат повторно да направат трошок за обновување на уништената изолација. Иако не станува збор за нова инвестиција, активноста вообичаено е еднаш годишно заради одржување на целиот систем. Проблемот со оштетувањето на изолацијата е повеќе годишен и тешко се спречува, а најчесто се јавува во текот на грејната сезона и во летниот период. Веќе е објавен јавниот тендер за избор на изведувач, а пријавувањето трае до 13 август. Се планира санирањето на цевководот да заврши пред почетокот на новата грејна сезона. Агенцијата за храна и ветеринарство започнува кампања против ширењето на беснилото од животните кон луѓето, како една од мерките за заштита на јавното здравје. Кампањата носи назив Стоп беснило и е пасивен начин да се спречи болеста. На пресконференција беше речено дека секој што ќе види угинато животно не треба да го допира, а случајот веднаш да го пријави на бесплатниот телефонски број 0800 00 210 или на мобилната апликација Стоп беснило. При секоја појава со овој пасивен надзор, значи ќе овозможиме одма да се направи пријава, а месото доколку е термички обработено, значи опасноста не постои за луѓето, ама доколку дојде до каснување од диво животно или контакт со слуз и други ексудати кои што ги лачат животните, каде што количината на вирусот е голема, тогаш постои опасност да се заразат луѓето. Меѓутоа не значи дека и самиот контакт одма предизвикува зараза кај луѓето. Значи постои лекарски преглед, лекарска процедура кај луѓето, давање на соодветни медикаментозни средства, па дури после тоа можеме да зборуваме евентуално. Со пасивниот надзор се овозможува веднаш да се направи пријава за угиното животно. При тоа беше споменато дека беснилото е заразна болест зооноза, што се јавува и кај домашните животни и кај луѓето. Со кампањата Стоп беснило, нашата држава влегува во една голема европска кампања во која заедно со другите земји од Западен Балкан продолжува да се грижи за здравето на домашните животи, но и за здравето на луѓето.